Секој ден по еден запален очак, вака изгледаат интервенциите на струмичките пожарникари, кои во првите денови од јануари годинава дури 15 пати излегувале на терен да интервенираат на запалени очаци. Уште на почетокот на грејната сезона, од пожарната апелираат до граѓаните да ги чистат очаците, но да внимаваат и со одлагање на пепелта. Во пресред на зимската грејна сезона сакам да апелирам, да го искористам моментот, да апелирам до граѓаните на општина Струмица, општина Ново село, Босилово и Василево, иако грејната сезона е веќе почната, да го искористат топлото и суво време во овој период од годината, доколку го немат сторено тоа, да извршат чистење на нивните оџаци, и да внимаваат на фрлањето на пепелта од нивните грејни тела, бидејќи доколку не е добро изладена, ги фрлат во нивните канти за отпадоци и контењери и доаѓа до несакани последици. Многу често интервенираме на запалени контењери и самите граѓани кога ја фрлат пепелта може да дојде до самозапалување на самиот контењер, а во непосредна близина има паркирано автомобили и може да дојде до опожарување на автомобилот и да дојде до несакани последици. Ако очакот не е исчистен, казната за приватните лица се движи од 1000 до 2000 евра, а за фирмите од 2000 до 5000 евра. Освен граѓаните, законска обврска имаат сите јавни институции и служби во текот на грејната сезона најмалку еднаш да ги исчистат своите оџаци и грејни тела. Ако ова не се почитува, ќе казнуваат инспекторите од Дирекцијата за заштита и спасување.